Тест кој уште во 1951 година докажал дека човекот е овца. Соломон Еш бил полско-американски пионер на социјалната психологија. Во 1950 година тој го спровел еден од најпознатите и најконтроверзни експерименти во историјата, кој имал за цел да го тестира степенот до кој поединецот избира сопствено мислење под влијание на мислењето на мнозинската група. Експериментот, познат денес како експеримент на Еш, имал многу варијации, но во суштина бил многу едноставен. На субјектот ќе му се прикажува една линија со одредена должина и три други линии. Неговата задача била да каже која од трите линии е со иста должина како првата прикажана. Во исто време не била мала разликата во должината, но одговорот бил сосема очигледен. Испитаникот бил сместен во соба со уште 7 други лица кои всушност биле соработници на Еш, без испитаникот да го знае тоа. Испитаникот секогаш седел на крајот од редот, па морал да ги слуша одговорите на оние пред него. Во првиот случај секој испитаник имал задача да даде своја независна проценка на така наречената контролна група, а околу 95% од луѓето го дале точниот одговор. Одговорите биле далеку поинтересни кога на соработниците им било наложено да прават намерни грешки. Откако ги слушале луѓето пред нив како даваат погрешни одговори, и испитаниците одговарале погрешно. И ова е докажано во 80% од случаите. На прашањето зошто покажале линија која очигледно не е иста како првата прикажана, одговорот обично бил дека не сакаат да се привлече внимание кон себе или да создадат раздор во групата.